Огледало. Многу често застанувам пред огледалото, извлекано од мојата несигурност. Се огледувам соблекувајќи го джемперот, зашто подобро да го анализирам собственото тело, кое од ден на ден станува се поинакво. Стомакот час се вовлекува, но се повеќе се истакнува, дури изгледа и смешно наспрема останатиот дел од мојата ковчеста структура. Градите се мали, помалку спуштени, како да ги насетуваат сите мои тегоби. Задникот никогаш не успеав добро да го зацврстам, иако многу пешачев и возев велосипед. Остануваше така слаб, помалку виснат, со известни траги на старост, што секој ден беа се повидливи. Исто како што се видливи подочниците и ковчестото бледо лице што одамна го изгуби природното руменило и сјај. На што ли личам? На очајно несрекна личност или на жена што толку многу се вложувала во овој живот, не баре утре ќе ѝ се даде шанса да се прероди и да заживее онака, како што знае дека никогаш не живеела. Сепак, утре ќе биде подобро. Може би конечно ќе ја заменам и мојата износена гардероба со нови парчиња. Нешто што доколку навистина добро се организирам, можам и лесно да го остварам. Би ме забележал ли утре? Може би си ме видел и денес, прашувајќи се од каде доаѓам, сожалувајќи ме во бледите фармерки, незграпно врзаната коса и маслинестата јакна што ја носам долги години. Помислата на тебе ме сепнува. Ја пуштам топлата вода од тушот да тече доволно долго, за околу мене да се создаде облак од пареа. И останувам неподвижна под силниот млаз вода, зашто поскоро да си ја прочистам мислата. Допирот врз собствената кожа и мократа коса создаваат повремени морници во телото. И тогаш почнувам посилно да тријам, обидувајќи се да ги измијам сите несовршености што го извалкаа моето огледало.